Здраво, јас сум Никола Даневски, ученик во приватното средно училиште Јахја Кемал и денеска ќе зборуваме за равенство, равенки и идентитети. Најпрво да погледнеме што имаме напишано на таблата. Имаме некое равенство. 3 по 4 минус 7 еднакво на 4 по 2 плюс 3 и 8 минус 2 по 1 еднакво на 3 по 2. Може да забележиме дека овие равенства се точни. 12 минус 7 еднакво на 11 или 4 по 2, 8 плюс 3 повторно 11. И 8 минус 2 е 6, тоа е всушност 3 по 2, важат. Овие равенства се наречени бројни равенства, бидејќи тие се напишани само со помош на, во овој случај, природни броеви, меѓутоа може да бидат напишани и со реални броеви. Да ги погледнеме сега овие два изрази, 5x минус 6 еднакво на 24 и x на квадрат минус 5x плюс 6 еднакво на 0. Може да забележиме дека овдека, освен природните броеви 5, 6, 24 и повторно 5 и 6, ја имаме променливата x. Затоа, овие неравенства се нарекуваат равенства со променливи или многу повеќе користен израз е изразот равенки. Значи, сега овдека имаме напишано два изрази, за кои што ќе да кажеме дека се идентитети. Идентитети се изрази кои што важат секогаш без разлика на вредноста на променливата x за одредено диференцијално множество. Овдека имаме дека x припаѓа на z, односно x е цел број. И за сите цели броеви важи ова. X на квадрат минус 7 еднакво на x минус 1 по x плюс 7. Исто така важи x плюс 5 еднакво на 5 плюс x. Ова е всушност комутативното својство. Значи, овие равенства се наречени идентитети. Сега ќе разборуваме за противречено со невозможни равенки. Тоа се равенки кои што немаат точна вредност за ниту една вредност на променливите. Овдека имаме x плюс 5 еднакво на x минус 2. Бидејќи x имаме на двете страни, може слободно да ги елиминираме, пошто ќе добиеме 5 еднакво на минус 2. Но ова не е точно и затоа ова равенка се нарекува противречна, односно невозможна равенка. Тоа беше се.